Ги започнуваме регионалните вести. Ова се настаните на денот. 20 ново заразени лица со коронавирус во Тетовско. Владата на вчерашната седница е укина забраната за превоз на патници во Тетово. Семејството е на Киевски има сочувано низа предмети и документи од богатата семејна традиција. Во последните 24 часа во земјава се регистрирани 118 нови случаи на COVID-19. 20 ново заразени се од Тетово и околината. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 74 оздравени пациенти, од кои 24 се од Тетовскиот регион. Советувам и апелирам до граѓаните на општина Тетово да ги почитуваат мерките пропишани, да носат заштитна маска, да ја почитуваат социјалната дистанца и да не се групираат во групи. Ова се постојаните апели на здравствените работници за заштита од коронавирусот, но нивните совети според состојбата на терен, граѓаните, посебно младите лица, не ги земаат во предвид. Ваква е вообичаената слика во центарот на Тетово, ретко да се забележи лице со заштитна опрема. Непочитувањето на мерките го зголеми бројот на позитивни случаи во Тетовско. Досега имаме вкупно 556 лица позитивни на вирусот, а 36 заразени веќе починаа. Поголем дел од граѓаните во последно време се инфицирани, но не знаат од каде. Од Центарот за јавно здравје Тетово велат дека најголемиот проблем е токму крењето на контактите со веќе заразено лице. Голем дел кажуваат, но има и такви кои што кријат податоци дека имале контакт со потврдено лице, со заболено потврдено лице, а има дели што кажуваат. Од СВР Тетово велат дека сите лица кои не ги почитувале здравствените препораки во време на епидемија се казнети согласно законските прописи. Од почетокот на епидемијата до сега на 3636 граѓани им се поднесени прекршочни платни налози поради неносење на заштитни маски. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово бележиме и вкупно 314 кривични дела, непостапување според здравствени прописи за време на епидемија и 3 кривични дела пренесување заразна болест. Сите кривични дела се заокружени финално со изготвување на исто толку кривични пријави против 434 сторители. Најголемиот број од кривичните дела се однесуваат на непочитување на забраната за движење, односно на полицискиот час, како и на непочитување на протоколи за работа, на мерките изолација и самоизолација и така натаму. Во Тетовско деновиве заврши водредниот скрининг на населението, каде во повеќе општини од овој регион беа пронајдени позитивни случаи на коронавирус. Голем дел од нив биле без симптоми, а претходно според направената анкета се движеле по јавни простори, имале контакт со повеќе лица. Во трите општини од поширокиот гостиварски регион активни болни со ковид се вкупно 48 лица. Денес се регистрирани 3 нови случаи во општина Гостивар и 1 во општина Врапчиште. Поголема внимателност и почитување на мерките за заштита од корона во текот на изборната кампања и во пресред на доаѓањето на иселениците. Ваква препорака испрати денес меѓуопштинскиот кризен штаб на Гостивар од состанокот на кој се разгледуваше состојбата со ковид на подрачјето. Зголемување на бројката на заболени има, но не е драстична. Во меѓувреме има и оздравени лица, па останува оценката дека се одржува стабилност. Продолжуваме сите институции на локално и на републичко ниво кои што функционираат во општина Гостивар да апелираат до сите граѓани да се придржуваат на сите препораки и протоколи. Посебно во овој период кога сме во предизборна кампања и кога од утре очекуваме еден нов бран на наши иселеници кои што ќе доаѓаат бидејќи се отвараат границите. Денес во Гостиварскиот регион се регистрирани 4 нови случаи на инфицирани со коронавирус, од кои 3 во општина Гостивар и 1 во општина Врапчиште. Според податоците од кризниот штаб, моментално како активно болни се водат вкупно 48 лица. Од кои што 29 се во општина Гостивар, 15 во општина Врапчиште и 4 во општина Маврово. За среќа, сите
пациенти, односно сите инфицирани, активни случаеви се во релативно добра здравствена состојба, само 9 од нив се сместени во одделот за инфективни болести во Гостивар и тие што лежат таму се во стабилна состојба и надворот секаков ризик за некако комплицирање на состојбата. Од почетокот на пандемијата досега во регионот што е под надлежност на епидемиолошката служба во Гостивар направени се 605 тестирања за ковид. Позитивни резултати имало вкупно 87. Меѓу нив 12 здравствени работници, од кои активен е еден случај. По 2 месеца во Тетово се враќа организираниот јавен превоз. Владата на вчерашната седница ја укина забраната за превоз на патници со автобуси и комбиња за излез и за влез во Тетово. И возачите и патниците задоволни од истата. Оваа мерка во април беше воведена во насока на превенција од ширење на заразата со COVID-19. На патиштата во Тетово повторно се обраќаат автобуси и комбиња што вршат јавен превоз на патници. По околу 2 месеца забраната која важеше е укината на вчерашната седница на владата, по предлог на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство. Со тоа се овозможува да се врати редовната состојба на организиран превоз на патници, оти во подрачјето на општина Тетово и од општините Теарце, Боговиње, Желино, Врапчиште, Гостивар, Јагуновце, Брвеница, Маврово и Ростуше и град Скопје. Во изминатиот период граѓаните кои работат во друго населено место или имаа потреба да патуваат, а немаат сопствен автомобил, се соочуваа со потешкоти во однос на пронаоѓање превоз, но и финансиски беше оптеретување за нив, затоа што требаше да плаќаат такси. Луѓето што работеле со такси доаѓале, специјално такси, или земале коли на заем за да доаѓат на работа, или некои бајаѓи што ги пуштале работните места због превозот. Така, од друга страна и комбистите нели нема профит? Сме немали профит. И тоа сега не пуштали, па фала Богу што не пуштале сега. Берам за едно парче реп. Мора да се укине. Тоа не е само за мене за што работим, али и за луѓето е највише. Тоа е битно, нема со што да иде на работа. Не сме имали никаков превоз за нам, ама сега како ги пуштили супер е. А како се снаоѓавте досега? Тешко се знае. Ќе излагаш до џадето доле, дали ќе иде нешто или нема да иде, па ќе се вратиш назад, не можеш да завршиш работа. Забраната за организирање јавен превоз на патници со автобуси и комбиња за излез и за влез во Тетово од полошките општини и Скопје беше воведена од 21 април. Истата беше една од мерките за заштита од ширење на заразата со COVID-19, за да се намали фреквенцијата на движење во градот. Околу 700 лица ќе бидат распоредени по гласачките места како наблюдувачи на престојните избори од страна на Граѓанската асоциација МОСТ. Оттаму велат дека наблюдувачите ќе поминат онлайн обука, а ќе има одредени здравствени протоколи кои ќе се почитуваат за изборниот процес да биде безбеден за сите учесници. Тоа што го правиме е дека во изминативе 18 години Граѓанската асоциација МОСТ имал регрутирано, обучено и распоредено на избирачките места, благодарение на големиот број на избори во последниве 18 години, повеќе од 40.000 наблюдувачи. Значи, имаме еден базен од 40.000 наблюдувачи кои што наблюдувале за нас, некои од нив можеби повеќе од еднаш. Меѓутоа, да сумирам, овој базен од наблюдувачи ќе биде основното од каде што ќе ги бараме, односно од каде што ќе ги регрутираме, повторно ќе ги обучиме и ќе ги распоредиме. Сите говориме за дали е безбедно да одиме и да гласаме. И тоа е окей, меѓутоа не можеме да го гледаме само низ призма на гласачите. Исто така е исклучително важно да се обезбедат услови за и оние кои што ќе го спроведуваат процесот и тие да се чувствуваат сигурни и безбедни и да знаат дека не може да им стане ништо. Чиста вода со месеци тече по улици поради дефекти, а некои тетовски населби немаат ниту капка.
Суви чешми по цели денови. Без капка вода живеат жителите од горниот дел на градот над Тетовското теќе. Семејството Джеладини е едно од бројните кои во 21 век вода полнат од шишиња, бунари или кој како се снајде. Ова е велат со години, само се ветува, но вода ниту за лек. Во време на пандемија, кога хигиената и тоа како е потребна, тие едва и се снаоѓаат. Болење, кад дојде по капка вода. Шта ćemo? 21 век нема вода. Не знам што да кажам. Сите овде во околинава соседиве имаат исти проблем. Исти проблем сите има. Ова населба све има. Бога ми, ови политичари само за себе. За народ ништа. И додека едни немаат ниту капка, да биде иронијата уште поголема, во Горна Чаршија веќе 4 месеци чиста вода за пиење се излева на коловозот. Причина е дефект кој чека да биде поправен. Дуќанџиите се жалат дека пред нивните локали има постојано вода, но и ова велат не е толкав проблем колку тоа што чиста вода тече 24 часа. Вода чиста тече, луѓе. Вие ова свесни сме ми или не сме? Или со свест го правиме? Што е целта? Нема, се јавуваме, нема алат. Пај да купиме алат, ќе собереме пари. Вода да не ни отидне. Децата ни пија ова, децата. Ова е срамота. Ова нема у цел свет. Значи, се бориме со пандемии, се бориме не знам со што, чистата вода за купење, за пиење ни иде по пут. Ова 4 месеци само тече. Чиста вода за пиење. Не можеме у дуќан да влеземе због вода. Муштеријата не влагаат, дека треба да гази на кал тука. А дојдоа 12 души работеја овде, 20 работаат, 10 гледаат. Срамота е тоа. Во комуналното се правдаат дека требало да се смени дел на главната водоводна цевка кој морале да го нарачаат, но без одговор зошто толку се чека. Честите дефекти се резултат на повеќе од половина век старата и дотраена водоводна мрежа. Од локалната власт пак засега нема никакви најави за реконструкција на системот. Семејството е на киевскиот Тетовска Волковија единственото кое има сочувано низа предмети и документи од богатата семејна традиција. Зачуваните предмети се постари од неколку века, а семејството е гордо на својата, како што вели, непроценлива традиција и историја. Пред 2 години, мајката на Методија ја на киевскиот Тетовска Волковија пронашла стари документи во семејниот ковчег. Кога Методија ги видел, сватил дека се работи за вредни документи од неговите предци, кои датираат уште од времето на отоманското владење во овој регион. Јана Киевски започнал со собирање на сите скапоценности кои потекнуваат од неговото семејство и гордо зборува за сите факти кои го поврзуваат со неговите предци. Потекнуван од родот на Поповци, а најстарото име кој го носи нашата фамилија е по Арсенije, односно Арсе. А во Волковија сме моите прапрадедовци се дојдени кон крајот на 18 век, некаде околу 1870 година, а претходно живееле во село Гајре. Пред Гајре, истите, во Гајре се задржале 90 години, краток временски период, а претходно се дојдени од село Горанце во атарот на Качаничка клисура, денес во границите на Косово. А во тоа време најверојатно потпаѓало под Скопска Црна Гора и Скопска околија. Селото Горанце е оддалечено 25 километри од Скопје, било село на 18 цркви и манастири. Ова го напоменувам од аспект дека нашите предци, генерацијски, биле свештеници, попови, а исто така во фамилијата имаме и презвитори, што е еден чин повисок од претходниве. За сето ова што го кажувам, поседувам непобитни докази и материјали, пишани документи од турско време и разни други предмети со кои сакам да хронолошки
да ја образложам духовната борба на моите предци. Носи накид, оружје, документи. Во куќата на Јанакиевци има се. Целокупното битисување на неговото семејство, испишано на секој автентично парче од семејната историја. Тука гледаме предмети од отоманскиот период, лични карти, купопродажни договори, стари фотографии од моите предци, за кои истите имам извршено превод од овластен преведувач, од старотурски. Еве овој предмет посебно го издвојувам. Станува збор за пасош на нашиот прадедо Израел. Пасошот е издаден во Белград од Генералниот конзулат на Турска 29.9.1906 година. На задната страна се печатите во земјите во кои што патувал и работел нашиот прадедо Израел Сарафил. Како посебен и исклучителен момент од историска важност за семејството на Јанакиевци, односно родот Арсовци или Поповци, познати и како Мајсторовци, представува периодот во 1817 година, кога се возобновува Лешочкиот манастир. Во повелбата од нашиот преродбеник и духовен водач Кирил Пејчиновиќ, тетоец, на прво место е ставено името на нашиот дедо Арсенije, во која повелба стои дека истиот за 300 гроша од селаните од соседното село Варварова има купено нива и истата ја има поклонето на манастирот. Сите предмети кои за него се, како што вели Методија, безценети, се лично оставено од неговиот татко, а предходно од неговата баба. По пронаоѓањето на документите како да се скрши нешто во мене, целосно се преориентирав и се посветив на дополнителни истражувања во врска со моите предци. Сето ова секако дека ќе остане во наследство на моите синови, здравје и на внуци, еден ден да прераскажуваат, да ја зачуваме македонската национална историја, богатството поврзано со етносот. Гледате дека има и дел од оружјето кое припаѓало на моите предци. Значи, во суштина се работи за околу 500 експонати, лични предмети, оставина од моите предци, и 90% од сето ова што може да се види тука е лично нивно. Јанакиевци се единствено семејство кој има сочувано толкав број на стари предмети од предците. Во иднина, Методија сака да создаде еден личен свој музеј, преку кој ќе го презентира традиционалното историско и семејно богатство и неговата автентичност. Омаловажувани полициски службеници во Гостивар, повреден пешак, напад со нож, се дел од настаните кои ги регистрира полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатово деноноќие, според статистиката на СВР Тетово, нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат изготвени се на вкупно 115 лица, додека вкупно биле контролирани 1275 лица со вакви решенија. Во изминатово деноноќие исто така, изјави за самоизолација потпишале вкупно 12 лица, а контролирани биле 290 лица со потпишани изјави за самоизолација. Во овој период за неносење заштитни маски на вкупно 110 лица, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период не се извршени акцијски контроли во содейство и координација со Државниот пазарен инспекторат. Вчера во 22 часови 10 минути, 25 годишник од Тетово во СВР Тетово пријавил дека на 21 јуни, околу 16 часот и 30 минути, на Тетовското кале,
тој уште 2 лица кои биле со него, поради нерасчистен имотно правни односи и куса вербална расправија. Биле нападнати со остар предмет од неговиот дедо, исто така од тетово. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера пак околу 12 часот и 45 минути пред полициската станица Гостивар бил приведен 25 годишник од Гостиварски Вруток, кој ги навредувал и омаловажувал полициските службеници. Случајот целосно е расчистен и против лицето ќе следува соодветен поднесок. Вчера пак околу 18 часот на крстосницата на улиците Беличица и Гоце Делчев во Гостивар патничко моторно возило Opel Astra со гостиварски регистарски ознаки, управувано 21 годишен гостиварец, удрило во 61 годишниот пешак МН, исто така од Гостивар. Повредениот пешак пренесен во Гостиварската општа болница за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до мотоциклистите да ги почитуваат сообраќајните правила. Оттаму информираат дека се засилени и контролните активности на подрачјето. Со затоплувањето на времето и на Тетовско-гостиварското подрачје се чувствува зголемено присуство на мотоциклисти, особено во доцните попладневни и вечерните часови. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до мотоциклистите задолжително да поседуваат соодветни возачки дозволи, навреме да ги регистрираат мотоциклите и да користат заштитна опрема, пред се шлем. На мотоциклистите им се советува исто така да ја прилагодат брзината според условите на патот и да не се движат еден до друг, туку еден позади друг. Покрај ова не смее да има превезување на мотоциклите на повеќе лица од законски дозволеното и без потребната опрема. Секторот за внатрешни работи Тетово минатиот и овој месец ги засили контролните активности на поширокото тетовско подрачје, во чие средиште се мотоциклистите, и заклучно со вчера изрече вкупно 95 мерки, најмногу за некористење заштитна опрема, со напомена дека паричната глоба за овој вид прекршок изнесува 50 евра во денарска противредност. Хуманитарниот тениски турнир Адрија Тур во Задар заврши неславно, откако неколку тенисери и тренери беа позитивни на COVID-19. Неславен крај имаше големиот хуманитарен тениски турнир Адрија Тур, откако дел од тенисерите и тренерите се позитивни на COVID-19. Откако првиот турнир во Белград помина во најдобар ред и со публика на трибините, проблемите се појавија на вториот турнир во Задар. Турнирот во хрватскиот град беше прекинат пред да се одигра финалето помеѓу Џоковиќ и Рублев, откако бугарскиот тенисер Григор Димитров беше позитивен на COVID-19. Тоа доведе до масовно тестирање на сите тенисери, тренери и лица кои биле во организација на турнирот. Потоа беше објавено дека и хрватскиот тенисер Борна Чорич е позитивен, како и кондиционите тренери на Џоковиќ и Димитров, Марко Паники и Кристијан Крох. Дел од тенисерите веќе ги добија негативните тестови, но и покрај тоа тие остануваат во самоизолација се со цел да се заштитат и себе си и останатите околу нив. Сепак лоши вести пристигнаа од Белград, каде Виктор Троицки и неговата бремена сопруга исто така се позитивни на COVID-19. Бидејќи Троицки, иако не настапи на турнирот во Задар, играше против Димитров на првиот турнир во Белград. Хуманитарните турнири Адрија Тур беа организирани од Новак Џоковиќ и неговата екипа, а покрај турнирите во Белград и Задар, како дел од турнејата на најдобрите светски тенисери, надпревари требаше да се играат и во Црна Гора и Босна и Херцеговина. Но сега овие турнири се комплетно откажани.
Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!